Што ако во 2022 година започне Трета светска војна? Пратите што се случува на вести, пратите каква е тензијата на исток. И некој пат можеби некој од вас се вика, што ако во 2022 година почне Трета светска војна? Што ако во 2022 почне некоја нуклеарна војна? Што ако пандемијата со која што веќе 2 години се соочуваме нема да прекине годинава, туку ќе биде со нас уште 2, 3, 5, можеби 10 години. Има многу хипотетички сценарија во однос на тоа што би можело да тргне наопаку во животот. И сите тие хипотетички сценарија, овие што ги спомнав сега и многу други, се возможни. Зошто? Затоа што живееме во грешен свет, затоа што живееме во свет кој што е под влијание на гревот и ги трпи последиците од гревот, затоа што живееме во свет кој што го водат грешници, луѓе кои што се под влијание на гревот и луѓе кои што носат одлуки под влијание на гревот. И сите овие нешта и сите овие замислени хипотетички ситуации кои што ги спомнав не се невозможни. Се возможни може да се случат. И не само тие, може да се случат уште многу полоши ситуации на овој свет. Но има една ситуација која што е хипотетичка ситуација и фала на Господ што не е така, ама која што е најлошо можно сценарио за овој свет. Најлошото можно сценарио, ако веќе размислуваме со што ако, е што ако Бог не беше на наша страна. Каков ли ќе беше животот без Бог да биде на наша страна? Каде ли ќе бевме денес? Не е прашањето каков ќе беше животот без Бог да постои, бидејќи без Бог да постои живот воопшто немаше да постои, тоа веќе завршува. Ама каков ли ќе беше животот ако Бог го создадеше светот, ние луѓето се побуневме, влеговме во гревот и на крај Бог рече: кој ве шиша, терете си вие, јас не се замарам со вас. Сигурно има многу одговори на ова прашање, каков ќе беше животот ако Бог не беше на наша страна, ако Бог не сакаше, ако Бог не благословеше, ама сите одговори сигурно на крај ќе видат одговори кај што животот наставно ќе беше трагедија, ништо повеќе од тоа. Има еден псалм во Библијата кој што на некој начин се игра со оваа идеја. Каков ли ќе беше животот ако Бог не беше со нас? Псалм 124. Имате Библија пред вас и отворете на Псалм број 124. И овој псалм е еден од оние, знаете, во Библија овие псалмите има 150 или 151, зависи кој превод ќе очитате. Ама псалмите во Библијата се може да ги категоризираме според неколку основи. Кој ги напишал, за каква намена се, дали е за поединец, дали во прво лице еднина се зборува, или во множина, или во трето лице множина, како и да. Значи има многу основи по тоа како може да ги поделиме псалмите. Ама Псалм 124 е дел од една група на псалми кои што се од 120 псалм до 134 псалм. Тоа се 15 псалми кои што се познати под името псалм на песни на искачување. Зошто песни на искачување? Затоа што евреите или еднаш, или неколку пати во година, тие кои што може да си го приуштат такво нешто, оделе во Ерусалим за некои религиозни празници. И причината зашто се нарекуваат овие псалми на искачување, затоа што се верува дека кога евреите оделе од сите краишта кои ги собирале и оделе на кај Ерусалим, они ги пееле овие псалми. Од Псалм 120 до Псалм 134. Причината зашто се нарекуваат песни на искачување е затоа што Ерусалим се наоѓа на рид. Од каде да дојдете во Ерусалим ќе мора барем малку се качите за да стигнете до градот. И кога евреите неколку пати во годината или еднаш или неколку пати во животот, можеби не секоја година, оделе на кај Ерусалим за некој религиозен празник, се верува дека ги пееле псалм од 120 до 134. И овие песни, патем кажано, ние се една од песните кои што ги пеевме подигам очи кон вишни гори, е Псалм 121. Една од песните по кои што ги пееле евреите кога оделе на кај Ерусалим било токму таа. Подигам очи кон вишните гори, од каде ми доаѓа помошта? Помошта, Господе, ми доаѓа од тебе. И овие 15 псалми биле песни кои што евреите си ги пееле успат заедно
и на некој начин се подсетувале на сето на што Бог го направил за нив во минатото. И подсетувајќи се на сето на што Бог го направил за нив во минатото, на некој начин тие добивале храброст и за сегашноста. Као, окей, сме тргнали од кузне каде, одиме на Ерусалим, долг е патот, нема како сега коли, нема како сега авиони, возил, така натаму, одиш на магар или одиш на конј. На магар на коњите биле малце поскапи во тоа време од магарињата и до ден денешен се. Ама одиш таму и не знаеш како ќе снееш, некој пат и пешки оделе луѓето. И одејќи натаму и си викаат: Господе, гледај ти што се направи за нас и бидејќи сето тоа што ти го направи за нас, врз основа на сето тоа, ние веруваме дека ти ќе не чува сега по пат. Дека ќе стигнеме во Ерусалим, ќе го празнуваме тој празник кој што го имаме, кој што ти ни го заповеда, и дека ќе не вратиш живи и здрави назад дома. Овие се песни со кои што евреите едни со други, пример, двајца одат по пат на Ерусалим и си викаат: ајде ќе го запееме Псалм 121. Да се охрабриме за тоа што Бог го направил за нас. И помеѓу тие псалми кои што ги пееле евреите е и Псалм 124. И како што евреите во старо време се охрабрувале со овие псалми, така верувам на ист начин Бог сака ние денеска да се охрабриме со овие псалми. Да се навратиме назад тоа што Бог го направил за нас и да речеме: гледај колку беше Бог верен низ годините. Гледај ни што се не избави Господ. Така да како што Бог беше со нас до сега, Бог е со нас и од сега натаму и Бог нема да не остави. И на некој начин, особено овој Псалм 124 кој што сега ќе очитаме, е гледа назад на Божите дела во минатото. И гледајќи назад, евреите се охрабрувале и имале храброст и смелост да продолжат напред. Истото се надевам ќе го има тој ефект овој псалми код нас. Гледајќи назад на што се Бог направи за нас, да може да речеме: Бог е се уште со нас. И Бог и повторно и понатаму ќе биде со нас, никој пат нема да не остави. И Псалм 124 отворете и да е вака гласи. Псалм 124. Да не беше Господ со нас, нека каже Израел. Да не беше Господ со нас кога луѓето се кренаа против нас. Живи ќе не проголтаа, кога пламна нивната јарост против нас. Вода ќе не потопеше, поток ќе го однесеше животот наш. Бурна вода ќе однесеше нашата душа. Нека е благословен Господ, кој не предаде во плен на нивните заби. Душата наша се избави како птица од примка на ловци. Примката се скина, а ние се избавивме. Помошта наша е во името на Господ, кој ги создаде небото и земјата. Амин. Помошта наша е во името на Господ, кој ги создаде небото и земјата. Овој псалм му се припишува на цар Давид. И две нешта, има сигурно повеќе нешта, но две нешта се особено карактеристични за овој псалм. Е тоа што во овој псалм Давид постојано зборува за тоа што Бог направил во минатото. Тоа е една работа. И втора работа што приметивте додека го читавме овој псалм е дека нема молби и нема барање во него. Нема Господи избави не сега од ситуацијата. Не дека има нешто лошо во тоа. Таман работа. Добро е да бараме и да молиме од Бог, ама овој псалм конкретно нема никакви молитви. Има само славење. И добро е некој пат да дојдеме кај Бог со вакви песни, со ваков пристап. Секој од нас има потреби. И Бог вели да му ги кажеме потребите. Не дека е лошо да ги кажеме потребите пред Бог. Ама некој пат верувам дека корисно ќе биде за нашата вера и нашата вера ќе се охрабри тогаш кога не доаѓаме со Боже, дај ми го ова, туку Боже, фала ти за се што ми даде до сега. Фала ти за твојата верност и фала ти за твојата добрина до сега. И овој псалм исто така тоа што е многу важно, на некој начин псалм на заедницата, на црквата, ако може да кажеме во денешен контекст, затоа што цело време во псалмот се зборува во множина. Не вика Господ ме избави, иако секој еден од нас има таква приказна, Господ ме избави од таа и таа ситуација. Ама ова е псалм на некој начин кај што Давид ги повикува, дали во синагога или во храмот во тоа време, ги повикува луѓето и вика: луѓе, хајде заедно да се потсетиме на што е тоа што Бог го направи за нас.
Пак ќе речам, нема ништо лошо човек сам да си го чита овој псалм и сам да се охрабри. Ама очигледно е први стих вика да не беше Господ со нас, нека каже Израел. Ова на некој начин е повик кон славење. Не е као сега ќе застанам јас и јас ќе ви кажам што вие треба да јас ќе ви зборувам само, јас ќе ве поучувам. Не, ајде ќе дојдеме заедно и ќе речеме, ако Господ не беше со нас, каде ли ќе бевме денес? Ако Бог не беше со нас. И првите 6 зборови од првиот стих и првите 6 зборови од вториот стих се исти. Да, не беше Господ со нас. Во првиот стих вика нека каже Израел, а во вториот стих вика кога луѓето се крена против нас. И кога зборува кога луѓето се крена против нас, најверојатно станува збор Давид се навраќа на сите Божи дела за кои што читаме ние денеска во Стариот Завет, пред негово време. Излегувањето од Египет. Ке може ли израелците да го направат тоа ако Бог не беше со нив? Влегувањето во ветената земја. Ке може ли израелците да го направат тоа ако Бог не беше со нив? Има толку многу непријатели околу нив. До ден денешен пат им кажано. Израел има толку многу непријатели околу нив. Мислите дека ќе обстоја без Божја помош? Нема шанси. Нема шанси. Вика, ајде луѓе да се навратиме на сето она што Бог го направи за нас. И самото тоа што Бог е со нив, не значи дека луѓето нема да бидат против нив, бидејќи пазете го контрастот во втор стих. Вика да не беше Господ со нас, значи Господ бил со нас. Вика кога луѓето се крена против нас, има со нас, има и против нас. Кога Бог е со тебе или кога на некој начин Бог не доаѓа на твојата страна, повеќе ти доаѓаш на Божјата страна. Таа е логиката. Ама кога доаѓаме на Божјата страна, тоа што може да го очекуваме дека луѓето ќе се кренат против нас. Фала на Бог во нашава држава немаме првенство поради верата, ама имаме луѓе кои што ни викаат зашто си затуцан, што идеш во таа црква, што ќе ти е таа вера, дај лабави се малце, не ти треба тоа во животот и така натаму. Има луѓе кои што ќе се кренат против нас. Некој пат ќе бидат домашните, некој пат ќе бидат пријателите, некој пат ќе бидат колегите на работа. Ама има луѓе кои што ќе се кренат, можеби не да се кренат да не уништат физички, ама ќе зборуваат. Божјото присуство во нашиот живот не значи дека ќе има отсуство на опозиција. Баш напротив. Божјото присуство значи дека и така ќе има опозиција. Ама добрата работа е што тоа што Бог е со нас, не значи само присуство, туку значи и сила. Кога во Библијата се вели Бог е со нас, не се зборува само Бог е со нас како што е со сите други, бидејќи Бог се присутен. Бог е со сите, патем кажано. Бидејќи се присутен, така. Ама ако се вели дека Бог е со неговиот народ, тоа значи сила. Тоа значи мудрост. Тоа значи начин како дури тоа што луѓето ќе се кренат против нас, да имаме начин како да се справиме со таа ситуација. И после тоа Давид продолжува во 3, 4 и 5 стих и на некој начин кажува што е она што ќе се случило доколку Бог не бил со неговиот народ. И еве што вика таму. Живи ќе не проголтаа, кога пламна нивната јарост против нас. Вода ќе не потопеше, поток ќе го однесеше животот наш. Бурна вода ќе однесеше нашата душа. Со други зборови, Давид вика, ако не беше Бог со нас, немаше воопшто да не има. Ние, како народ, немаше да постоиме. Ама интересното во целава ситуација е тоа што кога Давид гледа назад на минатото, он гледа поише на Божите дела, отколку на опозицијата со која се соочувале израелците. И би бил, тоа е добар пристап, верувам, за нашиот живот, бидејќи секој од вас ќе погледне назад во животот, знам дека сте поминале низ 300 проблеми во животот. Некои од вас моментално минуваат. Ама многу е добро, кога ќе се свртиме назад во минатото, да речеме, да, имаше, луѓе се кренаа против нас, не дека не. Ама Бог не избави. Да, имаше ситуации кои што не знаев како ќе извадам жива глава од нив. Ама Бог не избави. Бог ме избави. Бидејќи сведоштво за Божјата добрина, сведоштво за Божјата заштита немаат само израелците. Имаме и ти и јас денеска. И патем кажано, ова сведоштво кој што го имаме ти и јас, зашто и да тоа кој што не избавил Бог во животот, е нешто кое што другите треба да го слушнат. Нешто кое што не знаеш колку ќе му се најде можеби на некој во твојот живот, кој што моментално можеби минува ни слична ситуација како што си минувал ти. Ќе речеш, да не беше Бог со мене. Јас бев исто како тебе. Да не беше Бог со мене.
Кој знае кај ќе бев сега? Кој знае каде ќе бев до сега во животот? И причината зошто ние не сме поштедени од опозиција во животот и нема ни да бидеме поштедени од опозиција. Некој пат таа опозиција доаѓа внатре во нашата душа преку тага, преку гнев, преку гордост и така натаму. Некој пат таа опозиција доаѓа од луѓето околу нас. И Бог не ни ветил дека ќе не заштити од тоа. Ако Бог е со нас, луѓето ќе бидат против нас. Факт. Тоа е факт на животот. Со тоа треба да се помириме и да продолжиме напред. Ама кога Бог е со нас, тие кревање на луѓето против нас нема да не проголтаат, нема да не потопат, нема да не однесат и нема да не уништат. Тоа е ветувањето кое што ни го дава овој псалм. Ама ако Бог не беше со нас, тоа е главното прашање на овој псалм. Каде ли ќе бевме денес? Добро е да се размислува од време на време на ова прашање. Да се навратиме назад во минатото и да речеме: Господи, од што се ми избави? Некој пат се враќаме назад на минатото и само гледаме леле колку грешев. И добро е да учиме од минатото. Не викам дека не треба да се навраќаме. Некој пат се навраќаме на минатото и викаме леле колку ме повредија и колку ме разочараа некои луѓе кои што ми биле блиски во животот. Ама Христовиот следбеник верувам дека треба да може да каже: ако Бог не беше со мене, сите овие работи ќе ме уништеа, ќе ме проголтаа, ќе ме потопеа, ќе ме однесеа. Ама бидејќи Бог е со мене, можам да кажам, тука сум денес, жив, здрав, жива, здрава и таму каде што сум при здрав разум, затоа што Бог е со мене. Затоа што има многу луѓе кои што мина низ истите работи кои што минував јас и се во никаква ситуација. Се во многу лоша ситуација. Ама ради Божјата милост, јас сум таму каде што сум. И секој еден од нас тука има одредена, ако може така да кажеме, животна приказна. Секој од нас има животна приказна. И дел од таа животна приказна некој пат се финансиските проблеми. Некој од вас знаат значи да си има финансиски проблеми и знаеш и порано сте имале, може и моментално имате. Ама верувам дека Божите луѓе ќе може да кажат: ако Бог не беше со мене, дури во тие финансиски кризи кои што ги имав јас, сега ќе бев на улица. Немаше да имам покрив над главата. Ако Бог не беше со мене, дури во тие финансиски проблеми кои што ги имав, сега најверојатно ќе питав на улица, можеби. Наместо дома да имам се што ми е потребно. Некои од вас можеби минале низ некоја тешка разделба во животот. И може да кажат: ако Бог не беше со мене во таа разделба, сега ќе бев во депресија. Некој можеби ќе каже: ако Бог не беше со мене во таа ситуација кога ме повредија, јас за малце јас сигурно ќе се посегнев по животот. Некој дури можеби ќе кажат: ако Бог не беше со мене да ме тргне од тој лош начин на живење кој што го живеев, не знам дали ќе бев помеѓу живите веќе. И сите овие работи кои што ако Бог не беше да го направи со мене да го направи тоа, ни се достапни нас денес, кај му се достапни на секој еден кој што вика: тешко ми е. Ако Бог не е со тебе, како ќе биде тешко? Ако не речеш: Господе, дојди и промени ми го животот. Повторно, ова не е само еве што Бог направи порано за нас, ова исто така повик и за денеска. Дај му на Бог шанса. Дај му на Бог шанса. Дојди на неговата страна и рече: Господе, промени ми го животот, и ти ќе го имаш ова сведоштво. Дека ќе беше проголтан, ќе беше удавен, ќе беше потопен и така натаму, ама бидејќи Бог беше со мене, ми го сврте животот. Ми даде нов живот. Имав точка пресвртница во мојот живот. Интересното е тоа што сатаната, непријателот на нашите души, сака да се водиме по една поинаква логика во животот. А тоа е следнава: ако Бог е со тебе, нема да се случат овие работи. Ако Бог е со тебе, Бог нема да дозволи никаква криза во животот. Бог нема да дозволи никаков проблем, нема да дозволи никаква неволја во животот. И кога одиме со таа логика, која што е сосема погрешна логика, ама некој пат ние сме склони кон тоа, си викаме: Господе, па нели ти беше со мене? Зошто сега ми го дозволуваш ова да се случува? Ама Библијата, која што е потврдена во реалноста, кажа дека тие кои што оние луѓе кои што Бог е на нивна страна во животот, ќе се соочуваат со буквално истите ситуации со кои што се соочуваат луѓето кои што се дел од светот. Исто. Не е ова место за имунизација од проблеми во животот. Божиот народ не е место за имунизација од проблеми во животот.
Божиот народ, кога припаѓаме на Божиот народ, ние викаме, да, може и мене ми се случува истото нешто што му се случува на комшијата, ама јас нема да минувам низ тоа нешто на ист начин како што комшијата минува. Бидејќи јас го имам Бог на моја страна. И ќе му кажам, ако сака може он да го има Бог на негова страна. И токму тоа е пораката на Псалм 124. Не дека нема да има проблеми во животот. Не дека нема луѓе да се креваат против нас. Туку дека сите тие проблеми, сите тие непосакувани ситуации нема да го имаат последниот збор во нашите животи. Туку Бог ќе го има секој пат последниот збор во нашите животи, зошто бидејќи вика Бог е со нас. И тука доаѓаме до срцето на христијанската вера, ако зборуваме од новозаветна перспектива, а тоа е дека причината зошто Бог е со нас не е затоа што ние сме подобри од другите луѓе. Бог е со мене, Бог е со тебе, затоа што ти поради жртвата и воскресението на Господ Исус Христос си му рекол на Господ: Господе, јас ти се предавам тебе. Бог вика така? Океј. Јас сум на твоја страна. Јас сум со тебе. И затоа ќе зборуваме подоцна во однос на причеста. Дека Бог е на наша страна и тоа што Бог е на наша страна на некој начин, најдобро се покажа на крстот на Голгота. Колку беше, пред 2 месеци скоро имавме Божик. Славевме Божик. И кога славиме Божик, многу често пееме и изборуваме за Емануел, кој што буквално значи Бог со нас. Истата порака на овој псалм. Бог е со нас, вика израелците во Стариот Завет, и ние денеска може да речеме Бог е со нас. Бог дојде тука и да не патем кажано, самото тоа што Бог дојде да биде со нас е најдобриот доказ дека Бог е со нас и дека е на некој начин не само со нас тука физички присутен, дека бил туку, дека е за нас. Дури има некои преводи кои што викаат, ако Бог не беше за нас, каде ќе бевме до сега? Крстот на Голгота многу добро сведочи. Таму каде што умре Господ Исус Христос, дека тој е со нас, дека тој е за нас, дека тој не остави, затоа што како што вели тука, ако Господ не беше со нас, живи ќе не проголта, ако га пламна нината јарост и така натаму, а ако Бог не беше на наша страна, ако Бог не дојде да се отелотвори тука и да се даде за нас на крстот на Голгота и да воскресне по 3 дена, пеколот ќе не проголташе, ако може да го искористам речникот од овој псалм. Ама Бог рече не. Не. Јас ги сакам. Јас ќе отидам, ќе застанам и ќе бидам со нив. И ќе ги присвојам во моето семејство. И 1 до 5 стих, тоа што читавме, на некој начин е како враќање назад во однос на Божите дела од минатото. Еве што Бог направи за нас. Еве, ако не беше Господ со нас, еве кои ќе беа последиците. И сега во вториот дел од псалмот, значи 6 и 7 стих, вика: нека е благословен Господ кој не предаде во плен на нивните зави. Душата наша се избави како птица од примка на ловци. Примката се скина, а ние се избавивме. Првиот дел од псалмот зборува за тоа, еве што ќе се случеше ако Бог не беше на наша страна. Кој знае каде ќе бевме во животот. Арно ама, 6 и 7 стих. Давид вика, Бог реагираше. Бог не остави. И фала на Бог што не остави. Ако Бог не оставише, кој знае каде ќе бевме денеска. Во каква ситуација ќе ни беа нашите животи, во каква состојба ќе ни беа нашите животи. И кога се навраќал Давид назад, Давид бил многу свесен и што се поминали израелците и како Бог ги избавувал. Затоа што израелците се обколени, биле обколени, до ден денешен се обколени од многу поголеми народи од нив, значи бројчано поголеми и многу посилни народи од нив. Така да теоретски, ако гледаме израелците, требало одамна да не постојат како народ, ако само гледаме онака човечки гледано, дека некој се кренал против нив, другите народи, до сега би били уништени. Ама вика, нека е благословен Господ кој не го дозволи тоа. На некој начин, како да вели Давид, да, се кренеа луѓе околу нас и они беа силни, ама погодете кој е посилен. Бог. И ние денеска може да кажеме, да, има некоја ситуација која се крева против мене моментално, без разлика дали е лична ситуација, без разлика дали е во семејството, на работа, каде и да, и сикаме, Господе, гледам дека се крева непријателот против мене и осеќам дека е силен, дека ме притиска, ама ти си посилен. И тоа можам да го кажам врз основа на тоа што го читам тука, и тоа можам да го кажам врз основа на се што до сега видов, го искусив на своја кожа до сега во мојот живот. Опозицијата
може да биде силна и е силна, ама Бог е посилен. И секој од нас тука има приказна за тоа како опозицијата била силна во нашите животи, ама Бог бил посилен. Секој од нас тука има приказна кај што може да рече нека е благословено името Господово, бидејќи кога отидов во болница ми кажа тоа што не сакав да го чујам, Бог беше со мене. Секој од нас може да каже нека е благословено името Господово, бидејќи кога ме оставија луѓето на кои што најмногу се надевав, Бог не ме остави. Тука има луѓе кои што може да кажат нека е благословено името Господово, бидејќи кога ми беше најтешко, кога плачев над гробот на тој кој што ми значеше многу, ама сега веќе не е тука помеѓу нас, Бог не ме остави. И многу други такви слични ситуации. И нека е благословено името Господово за тоа. Бидејќи како ли ќе поминавме ни сите тие работи во животот, како ли ќе се соочевме со нив, ако Бог не беше со нас. И тука во 7 стих вика, душата наша се избави како птица од примка, од стапица на ловци. Стапицата се скина и ние се избавивме. Ѓаволот ќе ни мести стапици во животот. Поинтот да не фати и толку да биде со нас. Ама, тука сведоштвото на царот Давид вели, таа стапица се скина и ние се избавивме. Кога Бог е на наша страна, кога го имаме Бог во нашиот живот, стапици ќе има. Само тие стапици ќе бидат неуспешни против нас. Тие стапици нема да исполнат целта поради која што се поставени. Пред 2-3 дена, имаше настан во Кумановско село, Сопот, првото живот, не сум знал дека има такво село, каде што имаше на церемонија за двајца војници пољаци, кои што во 2003 година поминале таму со джип, некој поставил нагазни мини, експлодирале и двајцата пољаци починале. Уште двајца луѓе биле со нив од селото, маж и жена некој, ама поентата е дека некој поставил таму нагазни мини 2003 година, они поминале со джипот и тоа е тоа. Починале на лице место, изгореле. И некој пат непријателот ќе ни става нагазни мини нас во животот. Затоа користам таа споредба. Некој пат ќе става нагазни мини. А знаете што? Кога Бог е на наша страна, таа нагазна мина на некој чудесен начин нема да се активира. Може дури да згазнеме на неа, ама нема да не уништи. Нема да се активира, ќе си поминеме и ќе продолжиме напред. Тоа е она кој што го вели Давид во овој псалм. Стапици ми ја поставени, ама тие стапици не исполнија целта. Зошто? Затоа што Господ е со нас. И на крај вика, помошта наша е во името на Господ кој ги создаде небото и земјата. Господовото име се спомнува 4 пати во овој псалм. Првите 2 стиха и во последните 3 стиха се спомнува исто така 2 пати. И на некој начин Давид како да почнува со Господ и завршува со Господ. Има во меѓувреме зборува за еве што ќе ни направиа луѓето, еве кои беа проблемите, еве кои беа ситуациите со кои се соочивме. Ама почнувам со Господ, бидејќи Бог беше на моја страна, и завршувам со Господ, бидејќи ќе му благодарам на Бог за сето она од кое што не избави. Ама ова е многу интересен израз, кај што вика името на Господ, односно Господ кој ги создаде небото и земјата. Не е единствено место, ниту во псалмите, ниту во Библијата, каде што Господ се спомнува како оној кој што ги создаде и небото и земјата. И не е ова лекција по, ајде да ви кажам како настана светот. Евреите многу добро знаеле како настана светот. Ова која зборува псалмистот, Господ кој ги создаде небото и земјата, има еден поинаков ефект. А тоа е дека израелците требало да се потсетат и да сватат кој е на нивна страна. Бидејќи во тоа време, знаете, имало многобожство и секој народ си имал одреден бог. Бог на морето, Бог на ова, Бог на, на небото, Бог на планините и така натаму. Бог, вистинскиот Бог, вели псалмистот, е тој кој што владее над се. Баталете овој Бог и владее над морето, овој над езерата, тој над планините. Овој Бог на кој што ние се надеваме е Бог кој што не само што создаде се,
важниот момент е и кој што контролира се. Ако ние само викаме, Господ создаде се, ама сем после тоа му избегало од раце и сега некој друг контролира, па што се надеваме на него? Мене не ми треба таков Бог. Верувам, предпоставам дека и тебе не ти треба таков Бог. Бог кој што создал се, ама сега некој му ги земал нештото од рацете и сега некој прави хаос во овој свет. Библијата вели Бог е оној кој што создаде се, а оној кој што создаде се е оној кој што контролира исто така се. И кога ќе ја земеме таа вистина, дека Бог не само што создал се, туку и контролира се на овој свет, таа вистина во комбинација со сето искуство кое што до сега го имаме, како Бог ни избавувал, како Бог пред се и најмногу се даде на Голгота за нас, а и се останато што направи во нашите животи, верувам дека тоа ќе ни даде мир. Ако овие вистини ги примиме со вера. Да, Боже, ти создаде се, да, Боже, ја верувам дека ти контролираш се, да, Господе, фала ти за се што направи за мене во животот и бидејќи поради сето тоа што кога ќе земам на куп, јас сваќам дека па немам потреба да се грижам во моментот. Немам потреба да живеам во страф или да живеам во немир во оваа ситуација, без разлика кој ќе се крене против мене. Без разлика која е ситуацијата. Има еден проповедник кој што додека го коментира овој стих, има кажано многу интересна, мислам дека најдобра сумаризација на овој псалм. И вика вака: немој да се грижиш ако твојот живот е во рацете на оној кој го има Битие 1:1 во своето резиме. Немој да се грижиш ако твојот живот е во рацете на оној кој го има Битие 1:1 во своето резиме. Оној кој што вика на почетокот, Господ и создаде небото и земјата. И ако мојот живот, кој што го живам на земјата, кој што Бог ја создаде, кој што Бог ја контролира, е во неговите раце, па реално гледано имам ли потреба да се грижам? Реално гледано имам ли потреба да се нервирам или пак да живеам во стрес поради одредена потреба која што може и моментално ја имам во животот? Да речам, леле, што ќе биде сега? Нешто ќе биде тоа што било до сега. Врати се на минатото, види како се Бог те избавувал и ќе знаеш што ќе биде од сега натаму. Минатото треба да поттикне нашата вера во сегашноста. И тоа е она кое што, знаете, има едно учење кое што се вика деизам, кое што тврди дека пред многу години Бог го создал светот и го оставил така да се движи сам и Бог веќе не реагира во светот. Што и да се случува, настанува Бог гледа на страна и се вика не ме интересира ме што се случува. Јас го создадов, што ќе прават они, тоа се веќе нивна работа. Многу голема замка, некој пат паѓаме во многу голема замка кога на некој начин како да веруваме во христијански деизам, као Бог го создаде светот, го даде неговиот син да умре за моите гревови и толку веќе нема никаква врска сега со мене, се до еден ден кога ќе стигнем на небото. Тогаш ќе биде супер. Ама откако што го создаде Бог светот и го даде својот син да умре на крстот за моите гревови, не се замаран веќе со мене. Не е вистина тоа. Бог кој ги создаде небото и земјата е Бог кој ги контролира небото и земјата. Ти живееш на таа земја и ако твојот татко ги контролира небото и земјата, што се секираш? Што се секираш? Од што? Има ли нешто што е поголемо од него? Одговорот претпоставам дека јас. И кога се надеваме на него, кога имаме ваков пристап на неволите во животот, на опозицијата во животот, не дека нема да ни се случува зло. Зло ќе ни се случува. Ама тоа зло нема да не проволта, нема да не удави, нема да не одвлече и нема да не потопи, ако можам да ги користам истите зборови кои што ги користи тука Давид. И на крај сакам да завршам со една алтернативна верзија на овој псалм. Овој псалм е напишан од цар Давид пред речиси 3000 години. Значи доста стара песна е на некој начин. Замислете си ситуација во која што Давид би живеел денеска помеѓу нас. И не само што би живеел помеѓу нас, туку би бил дел од оваа заедница, би не познавал сите нас, сите наши животни околности, ситуации, сите наши животни приказни. И кога Давид би бил дел од оваа заедница денес, и кога би бил добар текстописац како што бил во тоа време, кога би го напишал Псалм 124, од прилика вака би звучал.
Ако Бог не беше со нас, нека кажат сите од Евангелска соборна црква. Ако Бог не беше со нас кога се крена сатаната против нас, ќе не проголташе живи. Кога неволите пламнаа против нас, страдањето ќе ни удавеше, финансиските проблеми ќе ни одвлечеа, секојдневните притисоци ќе не потопеа. Благословен да е Господ кој не остави да бидеме плен во завите на сатаната. Како што птицата избегнува стапицата на ловецот, така и нашата душа избега од сите штети кои непријателот сакаше да ни ги нанесе. Стапицата не успеа и ние се избавивме. Нашата помош е во името на Господ, оној кој ги создаде и оној кој ги контролира и небото и земјата.